Нема повеќе да се гасат пожари низ државата со гранки како изминатите години. Теки, побрзо тука може да го пресираме. Оваа влада стави на располагање 38 специализирани теренски возила на војската кои ќе бидат пренаменети за справување со пожари и катастрофи. Македонија преку координација со општините и стопанството за прв пат доби државна интервентна противпожарна служба. На промоцијата на возилата во Криволак Мицкоски објасни дека на овој начин ќе се заштеда десетици милиони евра од буџетот. Најпрвен ќе ми дозволите да се заблагодарам на општествено одговорните компании кои што помогнаа да ова денеска што успеавте да го видите, но и она што понатаму ќе го гледаме биде реалност. Оваа недела директорот треба да стигне од сервиси и вториот авион кој што беше на сервис. Третиот го очекуваме да дојде некаде до крајот на месецот или почетокот на август. По два полициски и армиски хеликоптери се исто така подготвени за справување доколку има пожари и огнена стихија. Така што кога би се споредило со минатото, навистина не можеме да правиме споредба. Функција и забраната без дозвола за движење во шумски предели на планини, така што кога се тоа ќе се заокружи, можам да кажам дека многу поподготвени сме од било кога во минатото да се справиме доколку има такви предизвици. Се работи за возила од армиската и полициската флота кои поради негрижата на минатата влада на СДСМ и ДУИ повеќе од 8 години беа нефункционални и заборавени, а сега се целосно обновени и опремени. Без трошок од буџетот, благодарение на донации и знаење од академскиот сектор, тие стануваат нов столб на националната одбрана од пожари. Директорот на дирекцијата за заштита и спасување, кој лани во недостаток на механизација, пожари гасеше со гранки, вели дека овие возила се едни од најдобрите, а со нивниот резервоар со капацитет од 2500 литри вода можат да излезат секаде на терен каде има огнени стихии, па и на места каде што пожарникарите не може да се пробијат. Благодарение на премиерот Христијан Мицкоски, благодарение на владата, благодарение на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и благодарение на градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, оваа година гранката нема да ми треба, бидејќи за разлика од минатите години имаме многу повеќе ресурси. Сите овие возила претежно би се користеле на отворен пожар со нивните карактеристики, затоа што имаат погон на сите ласки. До сега пожарникарските капацитети беа ограничени на општинско ниво. До овој момент ЦУК располагаше само со 18 теренски возила Пинсгауер, 15 оклопни возила БТР-80 и 5 оклопни возила Хермелин со приклучени цистерни од 2 до 8 тона. Сега со воспоставувањето на првата државна служба и јасната поддршка од владата, државата воспоставува нов модел на реакција, мобилен, координиран и посветен на заштитата на граѓаните, имотот и природните ресурси.